6 месеци од трагичната несреќа во качанската дискотека Пулс и 3 месеци од поднесувањето на обвинението, кривичниот суд се уште нема оценка за него. Иако веруваат дека постапката е во завршна фаза, сепак не прецизираат која е причината за долгото траење. Оттаму велат дека премините преговори се во фаза на анализа од Советот за оцена, пошто треба да биде донесена одлуката. Станува збор за обемен обвинителен акт со голем број докази и оштетени лица, како и 39 обвинети правни и физички лица, и судот ги презема сите законски обврски за навремена оцена со доследно почитување на правата на странките, велат од судот. За дел од правниците пак ваквиот тек на настаните не е изненадување. Долгиот процес за оцена на обвинението според адвокатот Јанаки Митровски е пред се поради бројот на обвинети, но и истрагата која опфаќа действија од 2012 година. Лаичката јавност сигурно дека се чувства како да стои во место работата поради протекна 6 месеци, но и претходно не само јас и повеќето кривичари предупредувавме дека така широка истрага према толку многу лица со враќање назад до 2012 година со действија кои што реално тешко може да се поврзат и да се донесе директна причинска последична врска на пожарот со тие дејања од 2012-2014 година, ќе доведе токму до ова, до одоговлекување на постапката, 50 на обвинети, 50 на обвинети имаат минимум 50 на адвокати, ако не и повеќе, некои имаат и по 2-3, по добро утро да каже секој од нив, ќе обремени постапката. Универзитетскиот професор Гордан Каледжиев пак вели дека според него обвинението како што било изготвено е неодржливо. Нема правник што не искоментира дека ваквото обвинение, како што беше стокмено практично низ истрагата, за сите на нас со години да одговараат за директно практично учество во кривичното дело предизвикување опасност е неодржливо и е практично сега ова е резултат компликувањето на најверојатно политичка нарачка која сега носи правни компликации. Усилено е обвинението, усилено, политички усилено и правно многу компликувано. Она што е проблем е се што нема таков јунак кај судиите, што она што сите правници неподелено го мислат дека ова обвинение не може да издржи критика, не може да го изведе до крај во смисла да каже не, ова обвинение не може да оди на судење. Во овој случај обвинети се 35 лица, а дополнително се уште трае истрагата за 27 осомничени полициски службеници и функционери. Од обвинителството за гонење на организиран криминал што е надлежно за нив, велат дека активно постапуваат и ги преземаат сите неопходни действија во рамки на своите надлежности. Но кога ќе биде донесена јавна обвинителска одлука, се уште не соопштуваат.